А да го посетите градот Битола, задолжително мора да наминете до селото Крклино. На само 5 километри од градот, во самото село, се наоѓа богата колекција на предмети која по квалитет и квантитет можеби ги надминува сите останати музеи. 12 прекрасни олтајмери, 35 мотори наредени како војници во посебна просторија која поминуваат 6-та деценија на староста и етнолошка поставка сместена на горниот кат со над 2300 експонати е вистинско волшебно царство кое нема цена. Ова посебна збирка постои и е резултат на макотрпната и долгогодишната работа на собственикот Борис Таневски, кој со голема помош само од неговото семејство, сопругата и трите деца, посветено работат на собирање, средување и сортирање на предметите за да бидат она што се денес. Музеот стои го околу 15 години, али почетоците се од негде од мои мали нозеш, сега 5 до 10 години. Јас од тогаш ме интересираат такви постари работи. Али негде пред 30-тина и порано имав предмети носено тука собирано. Од Русија имав нешто, бев таму на неколку години на работа. Поинтензивно почнав да собирам негде пред 30 години. Прв експонат ми беше уствари еден мотор BMW. Така ми правеше кеф, си седеше везден и кога идеја муштери и кажува и овде има таков мотор или некој што продаваше некој мотор ќе кажеше јас го продавам и ти ми стана како мамец за да наоѓам други мотори и да купувам. И негде стигнав 10-11 мотори BMW-ња собрав. И кога стигнав до 11 мотори, се пројави желба да купам една кола. И па така, сходно се разбијас, ако нешто намислам, уште за неколку дена пронајдов една кола. Тоа беше во Белче, Демирхисар. И тоа ми е најстарата и можам да речем најдрага кола од колите. Љубовта и страста на Борис кон старите реткости тука не завршила. Тој продолжил секојдневно да работи на зголемување и проширување на збирката со нешто ново, а сепак старо. Најчесто на секој, скоро 90% му се прашањата на секој посетител или новинар, вика колку пари, колку време сте изгубили. Пошто јас не сум многу мираклија да зборувам. И мојот одговор е пола живот и пола пари се вложени во овај музеј, да го наречам. Предметите се сите од цела Македонија. Единствен подарок имаме еден мотор, NSU Претис, Веспа. Таа ми е подарок од фамилијата Ставрич од Скопје. Јас многу му се заблагодарувам што е тако вреден мотор ми подарија тие. Па единствен предмет кој ми е подарен. Другите сите предмети што се возила, мотори, све ми е платено сам со своји средства. Етномузеот го сочинуваат повеќе простори, селска, градска, еврејска соба и антикварница. Во сите овие простории може да се видат предмети кои се користеле во минатото, како алати за работа, прибор за домаќинството, покукњина и многу други разни стари предмети. Свое посебно место имаат и разновидното старо оружје, пушки, разни пиштоли, сабји и ножеви. Тука се и разновидните музички инструменти, оргула, стара 208 години, хармоники, гајди, тапани, зурла, како и колекција на народни носи од битолскиот регион. Негде околу 2300 предмети имам јас во музеот. Па ми треба барем еден месец да ви кажувам кои предмети се како. Па предежно се тука изложени предмети кои од домаќинството, од намештај, од оружје имаме нешто. Имаме постаро оружје од Илинденското востание, пред Илинденското востание. Во горниот дел од музеот имаме 4 соби и една антикварница, 5-та. Имаме селска соба, може
од моето време и од моите родители како работеле, како со развој се ткаело, како предмети за домаќинството. Имаме градска соба од времето на конзулите, еврејска соба имаме од пред да се депортираат евреите. Турска соба имаме. Половина живот и половина од заработените пари се вложени во овој музеј. Се најчестите зборови кои ги изговара скромниот 63 годишен собственик. Тој со децени наназад издвојува финансиски средства за оваа богата збирка и од собствениот дом направил една мала империја, збирка на реткости. Оваа збирка јас мислам дека е на енциклопедија во живо, не е една книга напишана енциклопедија. Секој вака постари посетители кои ги дојдат вика ме вративте во детинството. Некои од странство идат наши селеници. Ме вративте во 20-тите, во моите 20, мислам, која возраста на 20, кој имал 20 години или 30 години. Најголема желба ми е да успеам еден објект да изградам, која да можам сите предмети да ги има доста предмети кои не ми се прикажани, кои нема место каде да ги прикажам. Експонатите од музеот во многу наврати били искористени за снимање на музички спотови на наши познати пејачи, а голем број на предмети од антикварницата послужели и како декор при снимањето на филмовите Збогом Ромелија, Трето полувреме, До Балчак и многу други. Па јас од 10 до 12 сати сум во работилница да гаш работам во мојот дуќан. Ова сето ми е во слободното време кога одморам. Тешко е доста, али ако се работи нешто со љубов, тоа мене не ми предпоставува тешко. Јас сабајле станува прво, ќе се прошетам. Денок земам 3 пати, ќе се прошетам и така, одма добивам енергија за работа и за одуќанот и за понатаму за другите дена. Борис е изненаден што во последните неколку години најчесто посетители на само неколку чекори од музеот. Тука гостите може да ноќеваат, но и да се напијат чај или кафе, да пробаат голем број на гурмански специјалитети, приготвени на традиционален начин од вештите раце на сопругата на Борис.